Добар ден и од мене, еве не во новиот термин, 11 часот и 15 минути Алфаскоп. Веднаш почнуваме со Алфа ординација. Темата веќе ја слушнавте од Анкица. Останува само да ве поканам и денеска да бидете заедно со нас на оваа интересна тема и секако со одличен соговорник, доктор Марина Јуруковска, кардиолог од болницата Аџи Бадем Систина е денеска заедно со нас. Добар ден, добре ни дојдовте. Мислам дека е добро да направиме еден воведен дел во денешнава тема со тоа што ќе објасниме што се подразбира под терминот кардиоваскуларни заболувања. Ајде малку околу тоа поопшти работи за да можеме подетално да објасниме за коронарната артериска срцева болест. Така, значи кардиоваскуларните заболувања се заболувања на срцето и на крвните садови. Зависно од тоа на кој дел на срцето, значи артериските крвни садови, зависно тоа од кој дел во телото се зафатени, заболени артериите, имаме повеќе манифестации на кардиоваскуларните заболувања. Значи кога се заболени коронарните крвни садови, тоа се крвните садови кои што го исхрануваат срцето, станува збор за коронарната артериска болест. Потоа може да бидат зафатени и крвните садови, артериските крвни садови во мозокот, значи тогаш станува збор за цереброваскуларни заболувања, како познатиот мозочен удар, или може да бидат заболени периферните артерии, артериите на долните екстремитети, значи тогаш станува збор за периферна артериска болест. Така. Сега, што представува коронарната артериска болест и како настанува инфарктот? Коронарната артериска болест значи е дел од тие кардиоваскуларни заболувања и како што кажав, значи коронарната артериска болест настанува кога имаме болест на коронарните крвни садови, тоа се крвните садови кои што го исхрануваат срцето. За да настане коронарната артериска болест, како и сите кардиоваскуларни заболувања, значи треба да има процес на атеросклероза. Односно, во основа на сите овие заболувања е процесот на атеросклерозата. Што значи тоа? Атеросклерозата всушност значи започнува уште во раниот живот, меѓутоа, кога ќе имаме понапредната фаза, да кажам, на заболувањето, значи почнуваат да се јавуваат манифестациите. Во почетокот долг период атеросклерозата може да биде асимптоматична. Значи, што значи атеросклероза? Болеста започнува во ендотело, тоа е внатрешниот дел на крвниот сад, кој што се оштетува од разни ризик фактори, така наречени ризик фактори, за настанување на атеросклерозата и потоа на тој дел се таложат масноти, значи се настанува атером, односно се стеснува крвниот сад, луменот на крвниот сад. Кога тоа ќе биде комбинирано со тромбоза, тогаш станува збор за атеротромбоза и кога потполно ќе се запуши крвниот сад, значи тогаш настанува срцев инфаркт. Чести ли се инфарктите во последно време, со оглед на тоа што навистина имаме едно динамично секојдневие, стресен живот, иако многу луѓе, нели сето тоа некако се обидуваат да го намалат, земајки антидепресиви, по тоа сме познати нели во Македонија, но не знам колку успеваат со тие лекарства. Чести ли се инфарктите? Па да, за жал се чести и исто така што е нели една лоша карактеристика, да кажам, што се намалува возрастната граница. Ако порано било нормално, не нормално, некојако нели сме очекувале да настане вообичаено 60 години, 65 години, веќе, значи не изненадува кога имаме пациент кој што има 40, па можда и помалце години. Чести се затоа што точно е тоа дека стресот е составен дел на животот и точно е тоа дека стресот е веќе опишан како фактор на ризик за настанување на атеросклерозата и последователните сите болести, вклучувајќи коронарната срцева болест и инфарктот на срцето. Значи, постојат ризик фактори кои што доведуваат до појава на инфарктот. Многу е важна генската предиспонираност, полот, возраста, значи почесто е зафатен машкиот пол, затоа што жената до менопаузата е заштитена со хормони, потоа навиката за
пушење на цигари. Тука би споменала за жените кои што консумираат цигари, дека студиите покажуваат дека заштитата кај жените пушачи е намалена во однос на жените кои што не консумираат цигари. Потоа, покачениот крвен притисок, значи еден ризик фактор кој што го оштетува тој ендотел со последователно настанување на атеросклерозата. Тој е фактор на кој што можеме да делуваме. Маснотиите во крвта, значи високите вредности, патолошките вредности на маснотиите, холестерол во крвта исто така. Потоа шеќерната болест, дебелината е опишана како фактор на ризик и физичката неактивност исто така. Добро, сето тоа кога ќе се коригира, тогаш нели процентот на шансите за да се доживее инфаркт секако се намалува. Споминавте стеснување на крвни садови. Како настанува тоа и зошто? Па тоа како што реков, значи настанува со кај пациентите кои што ги имаат сите овие ризик фактори, значи колку повеќе имаат од опишаните ризик фактори, толку полесно се оштетува тој внатрешен дел, ендотел на крвниот сад, и толку полесно се теснува луменот од појава на таа атеросклеротична плака. И сега зависно од тоа во кој стадиум е болест, значи колкаво е стеснувањето на луменот, имаме различни манифестации на болеста, и тоа што може да изненади, не секогаш, значи пациентите ги препознаваат симптомите и не секогаш организмот ни сигнализира дека има некој проблем. За жал, инфарктот на срцето, значи она комплетна оклузија на крвниот сад, може да биде и првата манифестација на коронарната артериска болест, па дури и наглата срцева смрт исто така. Значи, што се случува кога ќе настане срцев инфаркт? Срцето веќе нема соодветно снабдување со кислород, значи мускулот на срцето, почнуваат да изумираат клетките, миоцитите, и тој дел на срцето кој што е хранет со соодветната коронарна артерија, затоа што тука имаме повеќе коронарни артерии и секој од нив храни одреден дел на срцето, на дзид на срцето, на срцевиот мускул, така да тој дел кој што нема доволна оксигенација, нема доволно снабдување со кислород, значи изумира. Сега зависно од тоа на кое ниво е, значи, таа комплетна оклузија, дали е на некој висок дел на коронарната циркулација, дали е пониско, имаме различни манифестации на коронарната, на инфарктот на срцето, и ако не навремено, ако не се реагира, значи може да настанат сериозни последици со срцева слабост, со, како што реков, дури со срцева смрт. Така, пред малку ги споминавте ризик факторите, поврзано со тоа ќе ве прашам сега дали можеме ние самите да процениме дали сме во ризик групата за добивање на вакво заболување? Па да, многу е важно и мене ме радува тоа што веќе во нашата популација е разбудена свеста за тоа дека треба да се оди на превентивни прегледи, ево конкретно кардиолошки прегледи, значи пациентите порано чекаат да добијат некој симптом, па да се јават на доктор. Сега веќе некако се повеќе и повеќе станува вообичаено да се прават тие превентивни прегледи. Например, маснотиите. Значи, ние не ги чувствуваме дека имаме висок холестерол, треба да направиме лабораториско испитување и ако се покаже дека има високи вредности, зависно од тоа кој тип е покачен на тие холестеролски фракции, колку е покачен, значи даваме соодветни препораки на пациентот, промена на стилот на живот, промена на исхраната и во колку е потребно, значи да се даде соодветна терапија. Исто така. Може ли да ни кажете тука, се извинувам што ве прекинувам, рековте масноти и покачени. Колку е таа вредност што веќе е алармантна? Затоа што кога ќе го види лабораторискиот наод матичниот лекар, ќе ни каже не е алармантно или пак веќе е, колку е таа граница кога веќе треба да запалиме црвено светло, да сигнализира нешто што треба да се превземенат одредени чекори, за да не дојдеме во ситуација да се лекуваме кај вас.
Па добро, значи вака се секој пациент е индивидуален или сам за себе. Дури вредностите на холестеролот, на маснотиите во крвта се различни, значи препорачаните вредности се различни кај пациентите кои што се во ризична група и кај пациентите кои што не се во ризична група. Пациентите кои што имаат други ризик фактори, имаат генетика, имаат предиспонираност за појава на срцево заболување, така да и пристапот е различен кај секој пациент. Но сепак постојат некои вредности кои што не треба да бидат повисоки. Например, вкупниот холестерол не треба да биде повисок од 5 милимоли на литар и оној ЛДЛ холестерол кој што е како што е општо познат како лошиот холестерол, нели тој не треба да биде над 3. Исто така имаме и ХДЛ, заштитниот холестерол, кој што исто така треба да биде колку е повисок, толку е тоа подобро, затоа што он служи да ги врати, значи од крвните садови на таложениот холестерол во црниот дроб. Тука исто би споменала кај пациентите кои што веќе имаат докажано коронарно срцево заболување, значи критериумите се построги. Значи новите препораки се дека тој ЛДЛ холестерол дури до 1,6 треба да биде спуштен. Исто така е уште нешто би искористила да кажам. Значи во рутинското испитување не се испитуваат генетските фракции на холестеролот, така да кај пациент кој што има коронарна болест или има генетика за коронарна болест, треба да се испитаат и дополнителни фракции, значи кои што ќе му бидат на пациентот кажан од кардиологот, ќе биде назначено што точно да се испитува. Тука има еден липопротеин А кој што е многу значаен, исклучително значаен и кој што е асоциран со висока и рана појава на коронарна срцева болест во рана возраст. Ако е тој висок, тогаш треба тој ЛДЛ холестерол, значи уште повеќе од препорачаните вредности да го симнеме. Така да сепак, значи секој пациент е пристапот кон пациентот е индивидуален. Добро, имаме гледач да го чуеме. Добар ден. Добар ден. За гостинка, колку цигарите досега не се има ништо спомнато, како може ми изгледа дека тие се као малку и корисни. Зошто и вие како телевизија и други телевизии воопште никогаш не ставите тема за цигари и гостинката воопште ништо не спомна дека цигарите се една од најопасната работа, што не треба ни да се присуствува во простори каде што се пуши, камори да примаат цигари, меѓутоа и вие како водители, и сите досега во Македонија, Албанија, Србија, тука на Балканот, пошто 99 мислам комаде пуши цигари, не спомнувате, не сакате да спомнете дека цигарите се смртта за човекот, а специјално околу тоа е. Така, веднаш ќе ви кажам дека грешите, веројатно не следите редовно. Јас сум антипушач и мислам дека сите пушачи ме мразат, буквално кажано, бидејќи во секоја емисија потенцирам за пушењето колку е штетно, а секако и со докторите, моите соговорници, дури сме правеле и специјални емисии за пушењето, но еве и денеска ќе го споменеме. Гледачот е апсолутно во право што се однесува за цигарите и точно е тоа дека и цигарите се фактор на ризик за појава за коронарна срцева болест и инфаркт на срцето. Значи јас нема да навлегувам за сите штетни ефекти што ги имаат цигарите, луѓето и така натаму, ево ќе се задржам само на кардиолошкиот дел. Цигарите исто го оштетуваат ендотелот на крвниот сад и исто така допринесуваат до порано таложење на тие масноти. Нели веќе спомнав за жените кои што консумираат цигари, дека не се заштитени како што се заштитени со хормони жените кои што не консумираат цигари, а исто така студиите покажуваат дека пациентите пушачи имаат 4 пати дури поголем ризик за појава на инфаркт на срцето од пациентите кои што не пушат. Тука исто така е важно да се спомене дека и пасивните пушачи, значи оние кои што се постојано во близина на пушачи, исто така се
спаѓаат во таа загрозена категорија, да кажам. Така, И затоа јас нивниот постојано ризик е зборувам. поголем, да. Исто така и јас како вас. Нели? Да, Да, и никогаш ние во сме животот во... не сум пушела цигари. Така. И исто така сметам дека е тоа една многу лоша и штетна навика по здравието. Така, дури и во состојба на пасивни пушачи реагираме, но се чини дека во нашава држава пушачите имаат повеќе глас и право. Па да. Ние некако се подведуваме така, под нив. сепак е тоа личен избор, значи Така е. толку многу се збори за цигарите, што мене искрено ми е чудно на све тоа што се збори, што сепак некој одлучува да биде пушач, барем да биде така, да ги почитува тие што не сакаат да пушат, па да не пушат дома, да пушат Зависноста надвор. е поголема од да. стравот, веројатно. Нема толку страв колку што зависноста е силна. Знаете како, за изненадување е тоа дека нашите пациенти кои што се долгогодишни пушачи и се убедени дека никогаш не може да ги остават цигарите, кога ќе добијат инфаркт, многу лесно ги оставаат цигарите и поголем дел никогаш повеќе не пуши цигари, за многу мал дел се враќа на таа навика. Така да сепак нели човек треба да реши. Така е, да. Имаме повторно гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Имам следам пазливо и имам едно прашање. Морам малку анализа да јас да си имам. Не ве слушаме. Во студиово не слушаме, ако може... Сега будете, значи, ало, ме слушате? сега ве слушаме, да. Да. Значи, анализа пред 10 години па и панцеден, редовно на контрола одам, не того, правам контроли на крвта, ова што го слушам, значи триглицеридите 1,2, лошиот холестерол 2,6, купниот 4 и така натаму. 1,2 ви е холестеролот? 1,2 триглицеридите, Триглицериди? 2,6 лошиот ЛДЛ холестерол, 4 купниот холестерол, отприлика се во границите. Во исто време добивам стегање во градиве и мохи таму и одам на клиника во речиво во кардиологија, веќе ме задржа и другиот ден ми направи овие анализи, кажам оттаму, а тропонимите веќе беа 90. Со терапија другиот ден 104 добив стен. Прашањето ми е, се е во границите на дозволено? Не знам дали разбравте Па не, нешто. не, Да, за жал. 2,6 разбрав холестерол. Веројатно има проблеми со телефонските линии. Јас ќе ве замолам уште еднаш да се јавите, за да го чуеме убаво прашањето, за да можеме точен соодветен одговор да ви дадеме, вака да не нагаѓаме со вредностите. Да, само ево, јас од прилика сватив дека нешто се повисоки триглицеридите. За жал не ја слушнав точната бројка, меѓутоа ево само би кажала дека и триглицеридите се исто така фактор на ризик и најчесто тие се асоцирани со прекомерна употреба на шекери во исхраната, исто така со шекерна болест, значи ако имаме нерегулиран диабет, се повисоки триглицеридите. И триглицеридите доста лесно, ако не се работи за некоја нели генетика, доста лесно се регулираат со промена на исхраната. Значи да се исклучи од исхраната све што содржи шекер. Значи тука не се подразбираат само благите, колачите, нели овошје, бел леб, све што содржи поголеми количини на шекер. Ако се исклучи од исхраната, може да се регулираат многу лесно триглицеридите. Така. Добро, мислам дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ќе ве молам малку погласно ако може. Добар ден. Добар ден. Јас не сум ни пушач, ни со ракија, мислам. А добив 2 инфаркта Добро. и имам 4 стендови уградено. Холестеролот тој лошиот, секојаш ми бил испод двојка, 2,6, ова 1,6, 1,7, 1,9. А другиот би бил, мислам, 5.
Односно тоа се добило, мислам, 2 инфаркта и мислам 4 стендави имам уградено. А ни пушач, ни онаква маснотите секогаш ми биде уреду. Така. А што е со крвниот притисок? Ами рекојте секогаш ми бил нормално. Генетика дали Речиме имате? 80, 130, 70, 120, тука секогаш. А шекерна болест? Никако. Ни случајно. Значи Во без семејство- ризик фактори. Да, во семејството имавте ли Никоја некој? да. Не. Е, па вие сте првиот. Што, хајде, тоа е тоа. Таква среќа сте имали. Ама доста пасања, тоа ме ли? Не, се шегувам, простете малку шега. Не, Еве ево докторка. тука ево, значи би го повторила тоа, како што кажа пациентот, нема ризик фактори. Сигурно има некоја генетика, некоја предиспозиција и ова што реков многу често ќе се вратам на холестерол, на високите вредности на холестеролот, значи многу често пациентите ги испитуваат, односно докторите им даваат да ги испитаат само ние контрола на вкупен холестерол и на триглицериди. Значи понатаму во следна фаза мора да се испитаат ЛДЛ и ХДЛ холестеролот и апопротеините, значи тоа се исто дел од липидниот статус, апопротеините и тој што го кажав липопротеин А, кој што е исклучително атероген и исклучително значаен за појава на инфаркт на срцето. Значи можно е да е све нормално, а ако е многу висок, ако е висока вредност на липопротеинот А, да има зголемена склоност кон таложење на холестерол во крвните садови и запушување и појава на инфаркт. Така. Добро, ако немаме гледач да го продолжиме разговорот. Имаме ли гледач? Не. Добро. Постојат ли симптоми кои можат да ни најават инфарктна состојба? Па да, најчесто да, но некогаш и, како што реков, може да е, за жал, прва манифестација, инфаркт или дури нагла срцева смрт. Симптомите се значи појава на нелагодност, болка во градите. Сега не зборам за симптомите и за клиниката на акутен инфаркт на срцето, него зборувам за симптомите на веќе постоење на коронарна болест на срцето, значи одреден степен на запушување на крвните садови кои што го исхрануваат срцето. Значи никогаш не треба да занемариме кога имаме некоја нелагодност во градите, особено при физичка активност, при некое пешачење, кога имаме отежнато дишење, кога имаме некоја слабост, некој изразен замор, тогаш треба да се направи една контрола. Друго е многу важно да се прават, уште еднаш ќе напоменам, уште еднаш ќе апелирам до слушачите да прават превентивни кардиолошки прегледи. Сега што тоа подразбира? Значи ќе дојдат на кардиолог кој ќе направи проценка на нивниот коронарен ризик. Кардиолошки преглед кој секако опфаќа и електрокардиограм, значи да се види каква е тука состојбата, потоа се прави ехо на срце, значи една исклучително значајна диагностичка метода, ехо на срце, која што нели покажува многу повеќе за срцето, значи валвулите и болести на ортата, но нели сепак ние денеска ќе се задржиме на коронарната артериска болест, значи да се види големината на срцето, функцијата на левата комора, да се види дали сите ѕидови на срцето се движат значи нормално. Ако имаме некаде некој заостанување во кинетиката, тоа го кажуваме на движењето на ѕидовите на крвните садови, значи веќе може да станува збор за некоја исхемија, односно значи тој дел од срцето кој што е исхрануван од соодветен крвен сад не е добро исхрануван, значи дека некаде има некој запушување. Но и ако имаме сосема нормален ехокардиографски наод, тоа не исклучува постоење на коронарно заболување, односно стеснување на некои крвни садови, затоа што сепак тоа е испитување на срцето во состојба на мир. Во напор, значи срцето бара повеќе кислород, повеќе оксигенација и ако имаме некаде запушување, тогаш не го добива тоа и се јавуваат
значи градна болка, промени на електрокардиограм и токму заради тоа се препорачува да се направи коронарен стрес тест, значи тоа е тестна лента, значи на 3 минути прогресивно се зголемува брзината на лентата и нагибот и пациентот ако има некој проблем, значи ако има некое стеснување на крвните садови, во тек на напор ќе добие градна болка, ќе добие промени на ЕКГ-то и зависно од тоа на кој дел на ЕКГ-то имаме промени, значи ние можеме да претпоставиме каде и на кој дел има стеснување и секако, значи тука апсолутна индикација имаме за коронарографија. Така. И со коронарографијата, значи ќе видиме точно каде има стеснување, дали има, каде, колку и што понатаму. Значи дали состојбата на пациентот бара да се стави стент, значи да се отвори тој крвен сад, така да превенираме фактички оштетување на срцевиот мускул и појава на инфаркт на срцето. Или можда, ако имаме повеќе запушување, значи ќе дадеме препорака да се направи кардиохирушка операција, премостување, односно бајпас на срцето. Така. Кои други диагностички методи ги користите за, да речеме, и превентивно и да диагностицирате вакво заболување? Па, значи златен стандард е ехото на срце, значи и коронарниот стрес тест. Потоа ние правиме и стрес ехо, значи тоа е кај пациенти кои што не можат да одат по лента заради разни причини, значи болки во екстремитетите, не знам, некои проблеми со зглобови, било какви, периферна може да имаат артериска болест, исто така не може да одат и тогаш даваме терапија која што исто го забрзува срцето и исто бара поголема оксигенација, значи тоа е стрес ехо. Друго правиме во нашата клиничка болница Систина, значи трансесофагеално ехо, меѓутоа, значи тоа е сепак метода која што позначајна и повеќе ни користи во проценка на валвуларниот апарат на срцето. Само уште нешто не спомнав кога зборев за болестите на артериските болести на организмот, значи тука исто имаме уште едно многу важно испитување, тоа е ултразвук на каротидните артерии. Значи тоа се артериите на вратот кои што го исхрануваат мозокот. Значи тоа се поголеми артерии кои што со ултразвук можеме да ги видиме. Значи можеме да видиме дали имаме некое запушување, колкав е степенот да израчунаме на тоа запушување и што понатаму, ако веќе сме нашле болест. Значи тука исто како и срцето што коронарните артерии што се стентираат или што се оперираат, истото се случува и со коронарните артерии. Значи исто така се става стент или ако има потреба оперативно се чистат тие атеросклеротични плаки и на тој начин ќе превенираме мозочен удар, например. Така да и тоа е нешто што би требало рутински да се испитува. И ево уште нешто, да биде све опфатено, болести на аортата. Значи, аортата е најголемиот крвен сад во телото на човекот и кога настанува, кога имаме анеуризма, проширување на аортата, значи може да биде во горниот дел на аортата, може во стомачната абдоминална аорта, се истенчува зидот, има опасност од прскање, кое што е една од најдраматичните состојби во кардиологијата и состојба која што завршува летално ако не се интервенира на време. Значи со ултразвук можеме навремено без пациентот да има никаква симптоматологија да видиме дека нели тој дел од аортата е проширен и соодветно да се постапи, да се оперира, да се замени тој дел и верувам дека, односно сигурна сум дека се спасени многу човечки животи со рано откривање на промени на аортата. И лекување се разбира со одредба. Имаме гледач, да го чуеме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Прашање за гостинката. Молам гледач од Скопје. Пред 2 месеци сум коронографија ми правеа. Има запушување на периферни крвни садови и ми ставија стент. Меѓутоа, после 2 месеци, односно скоро 2 месеци, ја имам голем оток на екстремитетот, на стапалото.
А практично стенот е ставен во ципата на долниот екстремитет. На што се должи тоа, ве молам, ако може одговор од докторка? Значи, зборуваме за стент на ногата, така? Да. Периферна, добро, артериска болест. Да. Дали направивте контрола после стентирањето? Да, направена е контрола, се е во ред, меѓутоа отокот продолжи. Значи, стентот си е сосема во ред, така? Нема запушување, нема Да, ништо? меѓутоа и понатаму отокот е втори месец. Имам на стапалот. Отокот е на стапалото, а каде, на кој дел е ставен стентот? Извинете, уште еднашка? Ципата. На ципата. Па добро, сега, вака, вие имате периферна артериска болест. Не знам какви биле другите крвни садови, колку запушување имало на подолните артерии на Не беше во ред, два пати. Значи, само на тоа место. Доплер, да. Па веројатно, знаете како, тоа е едем кој што не мора да значи дека е од конкретно од артериска болест. Значи, многу често имаме болест на венскиот систем на долните екстремитети. Затоа што вените, значи крвта во вените оди нагоре спротивно од земјината тежа. За да не паѓа надолу, има залистоци кои што се затвараат како оди нагоре крвта и со тек на возраста, значи тие залистоци малце попуштаат. И постепено се јавува оток. Значи, ќе приметите дека тој оток, само тоа обично се јавува обострано на двата екстремитети. Значи, тој оток е помал наутро, а во тек на денот, значи, е поизразен. Меѓутоа, треба да отидете кај вашиот доктор кој што го направил стентирањето, да видите точно за што се работи. Значи, не би можела со сигурност да кажам што е тоа, како изгледа, сепак треба да се види за да може да се даде соодветен совет на пациентот. Но секако не е во ред да постои оток. Не би требало. Да, затоа задолжително да се јави на лекар. Сакав да ве прашам, пациентите со висок крвен притисок спаѓаат ли во ризична група? Да. Зошто? Апсолутно, значи затоа што високиот крвен притисок е еден од значајните ризик фактори, значи модифицирачки ризик фактори за појава на коронарно срцево заболување, односно на кардиоваскуларните заболувања, така да треба да се регулира притисокот и на тој начин ќе се намали ризикот од појава на срцеви заболувања, значи апсолутно спаѓаат пациентите кои што имаат висок и нерегулиран крвен притисок се во ризичната група. Мислам дека е битно тоа прашање околу превенцијата. Во текот на разговорот споменавме некои превентивни мерки, но тргнувајќи од оние редовни систематски прегледи кои што сега веќе се и задолжителни, што друго можеме да сместиме во делот за превенција? Па, физичката активност е многу значајна, значи многу ја успорува болеста, ја намалува прогресијата на болеста, значи оно делува и на покачување на заштитниот ХДЛ холестерол. Потоа прекумерната тежина, исто така дебелината е веќе опишан како ризик фактор и тој метаболен синдром, значи постои еден синдром, метаболен синдром, кој што е ризик фактор за појава на срцеви заболувања, значи секако освен тие превентивни прегледи, значи мораме да имаме здрав начин на исхрана. Така. И физичка активност апсолутно и тука повторно, нели, гледачот што каже за пушењето, да се искорени таа навика за пушење на цигари. Луѓето кои што земаат терапија, веројатно до крајот на животот ја користат терапијата? Па најчесто да. Најчесто да, значи пациентите кои што земаат терапија, значи ја прават редовни контроли, значи може да настане промена на таа терапија, може да има потреба да се намали или може да има потреба да се наголеми терапијата, меѓутоа терапијата е најчесто до живот. Така, се зема редовно и до крајот на животот. Имаме гледач, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторката и до емисијата. Јас имам прајана фонографија пред една година, еве уште еден месец има до една година. Имам 2 стента
Пак имам градни болки. Одам на контрола, на ехо ми викаат се дека е уред, ама имам градни болки. И тоа што може да питам. Добро. А кога ви се јавуваат тие, дали се уште на Да, линија? да. Кога ви се јавуваат тие градни болки? Па повремено. Дали кога нешто сте физички активна, можда кога пешачите, на ладно, или независно од тоа? Независно. Дали е поврзано со јадење, например, после обилен оброк? Не, јас многу пазам на храната. Не знам. Добро, вака се, значи, кога ќе се стентира еден пациент, значи многу е важно на пациентка да рече дека има два стента. Не знам какви се другите крвни садови. Значи, некогаш имаме едносадовна, двосадовна, повеќе садовна коронарна болест. Друго може да станува збор за помалите периферните крвни садови, да тука имаме некои спазми на периферните крвни садови, но за жал се случува и тоа да, што не значи дека е случајно или ке нашата пациентка, да настане стеноза во самиот стент. Значи, Што тоа значи, еве да значи, објасниме? да, тоа значи дека на местото каде што е ставен стентот, значи внатре не е проводен стентот, значи намалена е проводноста во самиот стент, значи инстент стеноза, така да ако тегобите се чести, ако не се губат, би требало веќе да нема симптоматологија пациентката, тогаш можда ќе треба да се направи и нова коронарографија, да се види дали воопшто тие симптоми се од срцево потекло. Зимски период е, еве температурите овој период и значително падна, дојде и првиот снег. Како временските услови влијаат на болните? Па ние стално препорачуваме и за нашите пациенти, нели, кои што имаат докажана коронарна болест, физичка активност, пешачење благо, не по, нели, угорници, меѓутоа да избегнуваат ладно време. Значи, кога се физички активни, односно кога пешачат, да не биде тоа во раните утрински часови кога е поладно и да не е во вечерните часови кога е поладно, сепак кога се малце по високи температурите, затоа што па тоа ладно време може дополнителни спазми да прави на крвните садови. Тоа значи во зимскиот период излегување не? Излегување, да, сигурно. Да. Да, меѓутоа не она кога е многу ладно, минусни температури. Ке се облече добро после 10, 11, 12, да не биде нели она кога се најниски температурите. Значи ќе изгледаат алфа ординација до 12 часот и После тоа може да пешат. може да шетаат, ама и температурите малку ќе се кренат. Добро, еве за крај на нашиот разговор да дадеме една сума сумарум препораки и совети што би било добро да знаат оние кои што се уште немаат проблеми, бидејќи сите сме во ризик групата, да знаат понатаму како што да се однесуваат, на што да внимаваат. Па пак ќе кажам, значи ќе повторам превенцијата. Примерната превенција, потоа секундарната и терциерната кај пациенти кои што веќе имаат болест, значи да не се доведат во состојба да добијат повторно коронарно случување, значи обавезно да одат на редовни кардиолошки контроли, да престанат да пушат цигари пушачите, значи да се обидат. Мислам дека секој може ако реши. Да прават редовни лабораториски контроли, исто така на крвниот притисок, односно се извинувам на холестеролот во крвта, редовни контроли на крвниот притисок, ако веќе земаат некоја кардиолошка терапија, да исто така прават редовни контроли, затоа што за жал има пациенти кои што нели ќе дојдат на контрола, па ќе дојдат можда за 2-3 години со истата терапија која што во меѓувреме требала да се смени ради повеќе причини. Физичката активност е многу важна. Исхраната апсолутно, значи да внимаваат на исхраната и да се обидат да не може да го намалат стресот во кој што сите живееме, меѓутоа да се обидат да не толку реагираат, значи на стресот, да не толку емотивно реагираат
на Во секој таа стрес што го редовна- имаме во тек на секојдневието наше. Во таа редовна терапија има ли простор за такви некои медикаменти кои што Па да, ќе го држат зашто да срцето, не? да речеме, да, релаксирано, Зашто да не? Да. може и тоа да се Зашто да земе. не? Значи има пациенти кои што едноставно не можат да се носат со стресот, значи премногу се емотивни, тоа е во нивната природа, сигурно дека треба да им се помогне ако не може поинаку со некоја терапија. Така, верувам дека во Аџи Бадем Систина можат сите овие препораки да ги добијат сите ваши пациенти, вклучувајќи го и оној дел за исхрана и се друго што Апсолутно, треба. да, Да. апсолутно. Ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Да подсетам, денеска заедно со нас беше доктор Марина Јуруковска, кардиолог од болницата Аџи Бадем Систина. Завршуваме со Алфа Ординација. Останете и натаму на фреквенцијата на Алфа телевизија. Алфаскоп продолжува со своите содржини. Од мене, довидување.